Следниот прилог во Македонија наутра ни е на тема образование. Именно сите средношколци кои што сакаат да видат како функционира образовниот систем во Соединетите Американски држави, може да го сторат тоа преку проектот, односно програмата за размена на средношколци, се вика YES програма, а ја реализира State Departmentот. Учениците во прва и втора година во средно образование може да аплицираат за едногодишно школување во Соединетите Американски држави преку YES програмата, која е спонзорирана од Бирото за развој на образованието и културата на Американскиот State Department. Програмата им помага на учениците да негуваат трајни лични врски, да се вклучат во активности што промовираат заемно разбирање помеѓу културите, почитување на различностите, воспоставување лидерски вештини и разбирање на граѓанското општество. YES програмата е програма од Американскиот State Department. Таа нуди околу 15 до 20 стипендии за македонски средношколци кои што се во државните или приватните средни училишта во целата држава. Секој што е прва и втора година и моментално е во средно училиште, има право да аплицира за YES програмата и да добие целосна стипендија. По целосна стипендија подразбираме платен пат, сместување во американска фамилија, како и покриено медицинско осигурување, патничко осигурување и сите трошоци што се она што значи покривање на живеењето на една година на еден македонски средношколец во Соединетите Американски држави. Избраните ученици ќе посетуваат настава во Американско средно училиште во учебната 2025-2026 година. Учеството во програмата е бесплатно, а можност за учество во YES програмата имаат и учениците со попреченост. Со самото тоа што заминуваш на толку рана возраст сам во Америка, тоа значи дека одеднаш се самостојуваш, и те се отвараат многу различни можности, многу работи правиш за прв пат. За прв пат летав, тогаш за прв пат бев одвоен од својата фамилија и учев во американска школа, живеев во американска фамилија, фамилијата имаше ранч со коњи, значи тотално по различни искуства, тоа што и ние самите го сонуваме кога сме помалечки, пошто сите го има тој велат амерички сон. И размислуваат облакодели. Јас бев сместена во порурална средина и попријатно ми е што беше така, бидејќи повеќе се чувствував дека сум дел од заедницата, таму повеќе можев да научам, да волонтирам. Ги прашавме и Горитеја која е разликата помеѓу средното образование во Македонија и во Соединетите Американски држави. Јас чувствувам дека многу поспремни одиме ние во Америка за да учиме таму средно. Јас таму можев да земам предмети кои што беа од така понапреден степен, бидејќи овде имаме 14-15 предмети во годината. Таму системот е веќе како факултетски. Имаш семестри, имаш по 4-5 предмети и повеќе се устручуваш додека си во средно. Во моето училиште има, кое што беше во државата Нью Хемпшир, исто така рурална држава и мала сојузна држава, имаше предмет со кој што студентите се занимаваа со работа со дрва, односно цепење на дрва, изработување на предмети од дрва, имаше психологија, имаше многу разни предмети кои што можеш да ги одбереш. Образованието е доста различно, но сепак мислам дека и нашето образование добро не спрема и тоа би го препорачал на студентите да немаат никаков страв во однос на образованието што на програмите што ќе ги имаат таму, едноставно верувам дека добро ќе се снајдат доколку се снаоѓаат добро и во нашиот систем тука. YES програмата во Македонија започна да се спроведува во 2009 година со надеж да се зголеми комуникацијата помеѓу граѓаните на двете држави со цел да се промовира заемно разбирање и почит. Од тогаш секоја година до 20 македонски ученици на годишно ниво успешно ја завршуваат YES програмата и стануваат членови на активната алумни заедница.